Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерот без ресор, господинот Шабан Салиу, задолжен за спроведување на стратегијата за вклученост на ромите. Министре, поминаа 4 месеци откако седнавте на функционерското столче. Колку функционери роми седнаа во вториот и третиот ешалон од политичките функции? Па видите, сега е уште во постапка доделување на одредени позиции на коалиционите партнери кои учествувале во претходните избори 8 мај 2024 година. Она што е познато, значи јас сум во првиот ешалон као министер задолжен за интеграција на ромите и имплементација на стратегијата за инклузија на ромите 2023-2030 година. Во вториот ешалон има 2 заменика и во третиот ешалон имаме неколку директори, имаме советници кај премиерот, секако ради состојбата во буџетот која е затекната, многу повеќе претпоставувам за ромската заедница, за политичките партии кои партиципираат во власта, че има повеќе можности за повеќе функционерски места. Колку советници имате во кабинетот на премиерот и кои советници доаѓаат од вашата партија? Значи, во кабинетот на премиерот имаме 2 советници и тоа Љубица Томич и Ајдоган Демири. Од 4 ромски партии во владината коалиција, зошто нема ниту еден пратеник во собранието? Па видете, прво индивидуално сами ромските политички партии да излезат на парламентарни избори, не постои можност во смисол на географската распореденост на нашето гласачко тело. Прво би зборувал за нашата политичка партија Демократски сили на ромите. Имаме 46 општински организации, меѓутоа не са сконцентрирани ромското гласачко тело во 2-3 општини како што е кај албанците, значи Скопје, Кичево, Тетово, Струга, Дебар, има одлична концентрација на албанско гласачко тело. Се правеше еден обид да се направи единство на ромските политички партии да се вклучиме, меѓутоа не успеа таквите преговори и бевме принудени фактички да действуваме во коалиција со поголемите политички партии. Јас сум во коалицијата со ВМРО ДПМН, нашата политичка партија е прв коалиционен партнер воопшто на ВМРО ДПМН, каде што 2003 година имаме подпишано коалиција и од тогаш нашата политичка партија воопшто не ги промена боите, односно коалицирањето. Останавме верни на ВМРО ДПМН и во позиција и во опозиција овие 6,5 години како што бевме. Меѓутоа се надеваме дека во иднина ќе направиме нешто во тој поглед, да се коалицира меѓу самите ромски политички партии и да се створи можност да се добие пратеник од ромската заедница. Кога велите останавте верни на ВМРО ДПМН, вашиот внук Кашмир Салиу е назначен за директор на дирекцијата за заштита и спасување, каде што вие 10 години директорувавте. Тој беше посочен како непожелна личност од ВМРО ДПМН затоа што заминал во коалиција со СДСМ и ДУИ во 2017 година. Како го коментирате тоа? Значи, мало имате грешка во прашањето, он не е директор во дирекцијата заштита и спасување, туку е заменик директор во дирекцијата заштита и спасување. Значи, можни са одредени несогласувања меѓу ограноците. Јас она што бев запознат дека мислам дека беше 2013 или 14 година имаше некое недоразбирање во поглед на поделбата на власта во локалната општина Гостива. Значи, очекувале некои позиции кои се договориле, не успеале да ги реализират и се направило нивно незадоволство. Јас сигурен сум и лично зборувам, можда
Имало некое такво гласање, меѓутоа никогаш не действувале заедно со СДСМ. Ние одговорно ја тврдам секогаш сме со ВМРО ДПМН, некои излети се случуваат и во другите политички партии во тој дел. Меѓутоа као политичка партија, јас као председател на таа политичка партија редовно сум со сите настани на ВМРО ДПМН. Нели тоа што вие сте министар, а вашиот внук е заменик директор во дирекцијата, може да се гледа како непотизам? Апсолутно не, од прости причини. Ние не живееме во иста заедница, значи не би било во ред и би било срамота и на државата и тоа би била оштра дискриминација, доколку моите, ние сме голема фамилија, ја имам 4 сестри и 1 брат, и имам повеќе од 23-4 внуци, од кои 12 имаа завршено факултети, магистри са на докторски студии и така натаму, и би било некоректно и непоштено и апсолутно дискриминирачки моите внуци ради мене никаде да не работа, да седат дома. Така е случај со мојот син, кој има завршено 2 факултета и е магистар и има завршено уште една академија за посебно цртање, мислам графика се вика, е без работа, нема ниту еден ден работен стаж. Зошто? Затоа ја што сум бил пратеник, затоа што сум бил директор и затоа што сега сум министер. Нели не е фер Добро, да го постои поминиш? приватниот сектор, не мора да е секогаш тоа јавниот сектор. Али е слободно и јавниот сектор. Во Уставот зборува дека секое работно место на секого е достапно под еднакви услови. Значи не пишува таму дека син ми не сме да работи во јавниот сектор. Според Европскиот извештај, нотиран е напредок во вклученоста на ромите во општеството. Но во него се вели дека во стратегијата за која што сте вие задолжен, нема јасно одредени цели за подобрување на состојбите. Зошто е тоа така? Јас би рекол вака, има одлично наведени нормативни цели, има акциони планови, има локални и национални, меѓутоа сите влади и сега владата ново формираната кај ја што припаѓам и претходната која сега е во опозиција, нели неодговорно и нехумано определувале средства за имплементација на овие локални и национални акциони планови. Значи, таму са јасно посечени сите позиции. Значи, ова е идеално напишано, као социјалутопизам би кажал што е во стратегијата. Меѓутоа, треба практично да се примени. Треба државата да определи доволен број на средства за да може да се имплементираат овие 8 точки кои се наведени. За да се исполни вашето барање за воведување на ромски јазик како задолжителен јазик во училиштата каде мнозинство деца се роми, потребни се наставници и професори кои ќе може да предаваат на ромски јазик, а тоа е кадар кој што во моментов недостасува. Како планирате да се изведе настава за која што реално недостасува кадар во земјава? Сега се подобри можностите, образованието кај ромите има доста завршено професори со висока стручна спрема, има роми, има кадар и може да се организира таа настава. Значи и насам и од прес кажав да се формира катедра по ромски јазик и оние ќе ги направат и основните учители кои ќе можат да предаваат во овие градови каде што има мнозинство на ромски дечиња кои би можеле да ја посетуваат таа настава. И би се формирало и некои групи, така, кружоци, да може да се направи ромскиот јазик да биде достапен на секој ром во нашата држава. Што значи ова ваше барање би можело реално да се исполни за 10 години од сега? Треба решение, да, треба системско, трајно решение и би кажал добра клима и одговорност на сите нас од ромската заедница, потоа на владата и на сите други институции да направиме
да дадеме една добра можност, да направиме механизми кои ромскиот јазик ќе биде достапен на сите роми и, како што кажав, и во домовите и во училиштата, каде имаме мнозинство на роми ученици. Кога сме кај образованието и покрај пресудата од Страсбур, сегрегацијата во македонските училишта е значителен проблем кој што го констатира Европската комисија. Децата учат во посебни паралелки, не се мешаат со деца од другите националности во земјава. Како ова во пракса планирате да се разреши како проблем? Запознат сум со овие случаеви и баш откако се слушаме ги погледав добро овие случаеви. Значи самата сегрегација е еден вид на дискриминација. Значи одговорност не е само на училиштата, туку и на повисоко. Да кажеме, самите директори на основните училишта, градоначалниците и други имаат одговорност во стварање на оваа сегрегација. Тоа не е добро во 21. век да имаме такви појави и во Македонија, каде што самите роми на некој начин правиме многу обиди да се интегрираме и во време кога национализм во светот зазема едни поголеми мери, јас сметам дека ова треба многу посериозно да се разгледа и во владата, и во собранието, и во другите институции. Знаеме дека постои закон за против дискриминација, нели, од овакви појави. Велете да се разгледа, вие сте дел од владата, вие сте министер. Точно. И комисијата, јас сум скоро министер, а комисијата исто е неколку години, мислам. Дали имате информации за во други општини да постои ваква појава на сегрегација? Ја бев денеска во утрото во комуникација со еден од вработените во комисијата против дискриминација и се слушавме, има нови случаеви, можда са тие од подолго време, али денеска сум информиран и дури мислам дека членови од таа комисија отидоа во Кочани во едно училиште во Кочани, мислам дека е, постојат 3 паралелки, од кои са 2 мешани и една само роми. И исто така во Прилеп постои исто таква сегрегација која не е во ред. Мислам треба сите да се загрижиме, посебно институциите, да ги надминиме овие состојби и да барате ли одговорност од директорите на училиштата, од градоначалниците? Колку сум запознат јас, дека имало постапки во граѓанските судови, за да се бранат одредени права во Страсбург, треба да се поминат сите етапи, сите судски инстанци во нашата држава, нели, по жалба и Уставниот суд е запознат, Хелшинскиот комитет, дури имало постапки и пред Уставниот суд, нели, и каде постојат одредени заклучоци и во судовите, посебно граѓанскиот суд. Така, за Битола е завршен предметот пресудата во Страсбур е за Битолското училиште. Има таква сегрегација и таква дискриминација. Ќе побарате ли одговорност од директорот во Битолското училиште? Не сум оно ја кој треба директно да барам, ја го осудувам тој настан, одговорност треба да побараат и да го спроведат институциите. Значи ги осудувам сите овие настани, нели? И ќе бидам во текст со комисијата против дискриминација. Ја има веќе 2 состанока со нив во мојот кабинет и секако нема да застанеме тука. Мора сите да се ангажираме, сите добри луѓе, совесни луѓе, подхитно овие ненормални ситуации да се елиминираат. Со пресудата во Страсбур е нотирана и една друга појава, а тоа е дека постои несоодветно упатување на децата роми во образовни установи кои што се наменети за деца со интелектуални попречености. Како ќе се справите со една ваква ситуација на локално ниво? Како што кажавте, значи сум во почетокот од мојот мандат и сум во комуникација со сите надлежни органи, доколку утврдиме такви ситуации, ќе се поведат одредени судски постапки и против сторителите и доколку е тоа некако заобиколено во смисол на вистинско упатување според местото каде што живеат.
тие ученици и според нивната интелектуалност. Значи, она што претходно во почетокот разговаравме, ние мораме да имаме такви средства. Мора државата да се грижи за предшколско образование кај ромските деца. Има доста роми, ромски дечиња, кои дома зборуваат само ромски и тоа им е попречено од нив во смисол во прво одделение, во првите години во основното училиште се не се во еднаква состојба да го изучуваат, да изучува наставата на ромски јазик. Така, значи мора државата да посвети внимание да и невладиниот сектор и политичките ромски партии во овој феномен да се елиминира доколку постои, така да се поднеси тужби до надлежните органи каде што ќе се истера до крај вистината, правдата. Ви благодарам за Јас разговорот. ви благодарам, да, хвала. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.